predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeta Tvoje, da bide voljata Tvoja ne moja, kako na neboto, taka i na zemljata. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuame, proštevame, prosteti da vi bide prosteno na našite dolžnici. I ne vovedi u iskušenije, no izbavine od lukavijot. I ne vovedi vo iskušenije, izbavine od lukavago. Zašto tvoje carstvo, to je njegovo, i silata, i slavata. Osite vekovi, zemni vekovi, kratkotrajni, i večnost, ognjeno jezero. Ili o Božjego carstva na nebesata, usloveno to da li ke go izberem Isusa Hrista. I ke bide negovata volja, ne našata. Svoje volje duo volos, djavolska priroda na čovjekot, saka da postapува sam kako što saka, to i da bide Bog. Sprotivno na to, zavisen od Bog, veruvaš vo Bog, bez njega ne možeš da napraviš ništo. Deneska zboruvame 2 Korintijanite 6. glava, apostol Pavle ohrabruva. Kako što te ohrabruva, tako i ja da ohrabruvam te molam, Tatko moj, v imето на Исус, за слово со власт и сила, да ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов, да ги раскрши сите бариери околу нивното срце, сите зидини што ги направил утврди, што ги направил сатаната. Да го распланти пламенот, жарот, огнот на љубовта, што е во секого од нас е Духот Божји, и да се вратиме од природа спротиставена на Бог, во твојата љубов како соработници Христови, соработник на Христос. Ние ве молиме и јас ве молам да не ја примате напразно благодатта Божја. Јас го знам, Исус го примам Исус, а не врвиш по Него, не постапуваш како Него. Мислиш дека по благодат си спасен, но не требаат дела. Дела на љубовта треба, да се усовршуваме во љубовта.
Ti благодарам што ми ги отвори овие слова да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, Татко мој, во името на Исус, зашто се вели во благопријатно време, 6 глава, 2 Коринтијаните. Зашто се вели во благопријатно време, те услишав и во денот на спасението ти помогнав. Тоа е пораката од нашиот Отец. Кое е тоа време? Сега, секој миг. Сега е времето благопријатно, сега е денот на спасението. Господ би испраќа човек да действувате во Негова љубов, да сведочите за Него. Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во Неговиот Син, тоа е сведоштвото. А вие викате, кај ми го пратиме овој Господи, не можам се, овој ме нервира. Значи сега и овде, Господ ти вели, сега си ти наред, действувај во мојата љубов. Покажи дека си мој син, дека си моја керка. Действувај во љубовта, покажи ја љубовта што се расплантува. Никому никаков повод за соблазна не даваме, за да не биде презрена нашата служба, мојата служба и вашата служба. Секој ќе одговара пред Бог. Апостол Павле вели, мене не ми значи ништо ако вие ме осудувате, ако осудувате некој, ниту пак јас сам себе се осудувам. Еден е судијата. А христијаните многу се осудуваат меѓу себе. Тоа значи дека немаат љубов во срцето, го немаат Бог, го немаат Исус. Значи тој рече, татко, прости им. Не знаат што прават на крстот, а кога му ја донесува блудницата, тој рече, кој не е грешен, нека профрли камен на неа, потоа сите замина, тој пишуваше нешто на земјата, пишуваше, љуби го се од ближен како себе си. И праша жено, каде се тие што те осудија? Таа рече си замина, никој ли не те осуди, никој, таа му вели жената. Шфатена во блудство, во прељуба. Тогаш ни јас не те осудувам. Туку во се препорачуваме за служители Божји. Служител Божји значи да действуваш во љубов. Сега е времето благопријатно, сега и овде, во секој миг. Првим почне од најблиските од твоето семејство, действувај во љубов. Или ќе ја прифатат љубовта, ќе се распломти љубовта во нивните срца, или ќе побегнат. Но тоа се работи за избор. Во се препорачуваме за служители Божји со големо трпение. Бог е долго трпелив. Потребно ми е твоето трпение, татко мој, во името на Исус. Во неволји, во нужди, во тегоби, во удари, неволји, нужди, тегоби, удари. Тогаш действува Христовиот слуга. Тогаш покажувате дали сте се претопиле во Исус, дали имате љубов. Во удари, во затвори гледаме денеска. Во Македонија се осудуваат, додека ги снимам овие работи. Едните ги осудуваат другите ги осудуваат едните, третите никој не ги осудува, ги ослободуваат. Во удари, во затвори, во бунтови се бунтуваат едни против други, во напори, секако. Божјото царство се освојува со сила, но не со собствена сила. На сите што го примија им даде сила, вели Исус, да станат синови Божји. Силата, да се облечеме со сила од озгора, тој е духот на нашиот Отец, неговата сила, не нашата волја. Божјата волја во затвори, во напори, во бденија. Се случува да се разбудиш на вечер. Време е за молитва. Не го троши времето, земи Библијата и моли се за оној што има потреба од Божјата љубов. Во пости, не во прејадувања, со чистота, чиста љубов, чиста вистина Божја, ќе ви се објавам. Како што вели во Јованово параболи, јас сега ќе ви зборувам. Се, во чистата вистина, со знаење, не наше знаење, туку Божјо, со долго трпеливост. Потребно ми е твојата долго трпеливост, со добрина. Победи го злото со добро, со духот свети, духот на нашиот Отец, Исусовиот дух кој пребива во вас, ако имате срце што не осудува. Ако ги исполнувате Божите заповеди, исте во законот на љубовта, царскиот закон на љубовта, според посланието на Јаков. Љуби го се од ближен како самиот себе си. Со нелицемерна љубов. Христијаните имаат лицемерна љубов. Браќа, сестри, пеат песни, се караат едни со други. Со проповед на вистината. На која вистина? На чистата вистина за Исус. Молете го Бог да ви го отвори срцето и умот да ги разбирате словата. Словото е пишувано духовно, а вие сте телесни. Телесниот човек не го разбира духовното. Значи,
Zakon od duhovena nije sme telesni, pišeno je to v Svetото pismo. Od kada doaѓа to vie? Od мојот Отец, ако некој мисли дека јас ја барам својата слава. Нека разбере дека јас не зборувам од себе, туку зборувам Божји зборови. Тоа што Бог ми го вели. Ако некој мисли дека говорам само од себе, нека провери. Кој говори само од себе, тој ја бара својата слава. Јас не ја барам својата слава. Кој говори од оној што го пратил, он е вистина. И во него нема лага, он е вистина. Зборуваме со чистата вистина, со лицемерна љубов, со сила Божја, со проповед на вистината, со сила Божја, со лицемерна љубов, со оружјето на правдата во десната и во левата рака. Со двоостар меч и мечот на духот, во името на Исус ги раскинувам сите пранги што Сатаната ги фрлил врз секого од вас, што ќе ги прими овие слова и што ќе речете: сакам Господи Исусе Христе, дојди во моето срце со славата и срамот. Некогаш Божјата слава е на вас, а најчесто ве срамат и ве хулат на вас при укори и пофалби. Како што мене ме осудува, вели Исус, така ќе ве осудат и вас. Не сметаат за измамници, ти благодарам, татко мој. Не говорам јас, туку ти говориш низ мене. Во името на Исус, секој што ќе рече: те сакам Исусе, да биде исцелен во дух и вистина, да му се поклонуваме. Не сметаат за измамници, како што Исус го сметаа. А ние сме вистините, кој пребива во љубовта и пребива во Исус. Не сметаат за непознати, а добро сме познати. Не држат како да сме на умирање, а живи. Живи сме во Исуса Христа. Како казнети, а не умртвени. Тоа се категории што го снаоѓа Христовиот слуга, како тој действува. Не нажалуваат. Знаете колку повеќе растете во Исус, се претопувате во неговата љубов, се повеќе ви станува тешко. Не љубовта кај вашите блиски, не љубовта кај попружувањето на работа, не љубовта бе допира, значи не нажалуваат, но ние сме секогаш весели. Отче наш, кој си на небеса, да се слави името Твое и да биде волјата Твоја, како на небо, така на земја, и не воведи. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ние сме секогаш весели во Исуса Христа, зашто знаеме дека овој свет ќе замине. Тука сме кратко време. Тука сме да научиме да се усовршиме во љубовта на земја, а ако не го направиме тоа, нема да ни биде убаво. Кој ќе поминеме низ оган, делата наша ќе изгорат и самите ќе бидеме оштетени за духот негов, како што пишува, духот е негов, значи самиот живот во вас. Не сметаат за бедни, самиот живот во вас е од Бог, од Исуса. Не сметаат за бедни првороден од мртвите, а ние потоа по него. Не сметаат за бедни, а мнозина обогатуваме. Блажени се бедните по дух. Зашто нивно е царството небесно. Блажени се бедните по дух, зашто тие ќе се наситат. Блажени се беден по дух, ко сака духот Божи да се распланти. Како ништо да немаме, а се имаме. Мојот Отец е најбогатиот човек на свет. Тој создал се. И ако ти му кажеш: татко, погрешив, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото, тој ќе ти каже: се мое е твое. Се мое е твое. Устата наша е отворена за вас, коринтијани, скопјани, македонци, армакедонци, болгари, српци, грци, албанци, арнаути, американци, европејци, браќа руси. Устата наша е отворена за вас и срцето наше се расширува. За кого зборува тој? Тој зборува за Син Божји категорија. Вам не ви е тесно во нас. Тесно ви е во срцата ваши. Нема место во срцето само за себе. Себељубие. Не можеш да го љубиш братот свој како себе си, не можеш ни блиските да ги љубиш, а камо ли оние што не се како тебе. Македонците, албанците, бугарите, србите, грците. Пред 100 години дел од тие луѓе со крвави раце ќе убива едни со други. Посебно македонците ги убива и денеска тврда дека не суштествуваат. Каков степен на нељубов. Тесно ви е во срцето ваши, не примаш никого во срцето.
a na drugom mjestu veli treba v srcето tvoje da se naseli Božjата љубов, Отецот и Исус, да пребиваат во тебе, пребивање во Бог, пребивање во љубовта. Вам не ви е тесно во нас, тесно ти е во срцето. Синко мој, ако имаш тесно срце, тешко тебе. Не си во добра состојба. Без Бог, без љубов не можеш да бидеш добар во овој свет. Ако љубов немам, ништо не сум и ти ништо не си. Ако љубов немаш, ништо не си. За исто вознаградување ви зборувам, како начеда вознаградување, бидете и вие широки во срцето. Треба да ги љубиш сите, да чекориш во љубовта и тогаш се претопуваш во љубовта и твојата спротиставена природа на Бог од нељубов се претопува во љубов. И тогаш си на добар пат и тогаш луѓето ќе речат, види го овој човек ги љуби сите и јас сакам да бидам како него. Ти ќе му кажеш, јас не живеам, туку Христос живее во мене. Не впрегнувајте се заедно со безверниците. Безверници, зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието. Нема безверници суштински, секој верува во нешто, некој верува во сам себе. Во себе си верува, замислете кој апсурд. Себељубие. Верува во татковината, верува во фудбалски клуб, верува во градот, во нацијата. Веруваш во политички лидер кој краде и те продава како надпазар, сака да ти го смени името. Да те убеди, Господ ти дал едно име, имаха и Хамлет, а вие од него правите друго. Цитирано од Библијата. Господ дал едно лице. Значи Господ ни дал лице македонци, тој сака да не напише друго. Страшно. Беззаконие, тоа би го направил, претопување во Бог. Кај Господ нема ни македонци, ни бугари, ни срби, ни грци, ни албанци. Кога ќе одите таму, ќе одите со степенот на својата љубов. Но, оне што ги соблазнува, тешко него. Го соблазнуваш целиот народ, му го променуваш името, го доведуваш до сатански круг да мрази, да земе пушки, да се тепа. Како што евреите водат војна. А добро е пишано, војната не е ваша, туку е Божја. Не впрегнувајте се заедно со безверниците, зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието. За која правда зборува тој? За Божјата правда. Божјата правда, барајте го најнапред царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. Божјата правда. Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Ако светлината што е во тебе е темнина, се вели во Матеј, каква ли ќе е тогаш темнината? Ти имаш светлина во тебе, штом си жив. Зашто зборот е светлина, како што Аристотелова пророчка слова рекол. И би светлина, рече Бог. Какво согласие може да има меѓу Христа и Велијар? Не може да има согласие. Зашто нека биде волјата твоја, не можеш ти да имаш своја волја. Тоа е суштинското прашање. Луѓето не сакаат да се откажат од себе си, од својата волја и да ги љубат сите. Немаат сила, или што има заедничко меѓу верник и безверник? За кој верник станува, нема ништо заедничко. И верник и безверник се исто. Ако во никого од нив пребива Божјата љубов, тоа што е полека ќе почне да се преобразува, да се претопува во љубовта. Каква спогодба има храмот Божји со идолите? Видите за кој храм зборува? Тој не зборува за зграда. Вие сте храм Божји, во вас пребива Светиот Дух. Тој зборува за вас, вие да бидете храм Божји. Во вас да пребива Божјата љубов, да действувате во љубов, да се усовршувате во љубовта. Идолите е се. Икони, фрески, храмови, политичари, партии, приказни, митови, одбележување на датуми. Ако ви е тоа поважно од Исус, се уште во вас е сатанската природа. Како што рекол Бог, ќе се вселам во нив. Значи, 6 глава, апостол Павле до коринтијаните, до скопјаните, до македонците, до армакедонците. Ќе се вселам во нив, ќе одам меѓу нив, значи вселување на Бог во вас. Ќе одам во нив, меѓу нив ќе им бидам Бог. Значи, кога ќе се всели во твоето срце, тесно ви е во срцата ваше, ако имаш тесно срце и не го љубиш братот свој, кога си го видел, како може Бог да се насели во твоето срце, кога не си го видел. И тие ќе бидат мој народ, затоа излезете од нивната средина, од сатанската средина и одделете се, вели Господ, одделете се во љубовта. Не допирајте се до нечисто и јас ќе ве примам. Бидете свети како што јас сум свет, вели Исус. И јас ќе ви бидам татко, отец, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Содржителот. И јас ќе ви бидам отец,
a вие ќе ми бидете синови и керки, збанува збор за пребивање на Бог во вашето срце. Потполно предавање и совршено препуштање, комплетно претопување на собственото ја во Бог. Значи, тоа е христијанство. Совршена послушност на Божјата волја. Дали познавате некој христијанин таков? Бидејќи, како што вели ова е Мадам Гион, Христов слуга. Од книгата Мадам Гион, живот и религијско искуство. Имаме книги кои подразбираат искуства, кои ни кажуваат собственото искуство кое пренесе, кое не приближува до чистата вистина за Исус Христос, бидејќи јазикот во Светото писмо е Божји јазик, а ние сме телесни. И за да го разбереме, ни треба помазание од Бог. Доказ за тоа се деноминацијските поделби меѓу христијаните. Значи, состојба на совршена послушност на Божјата волја, бидејќи не сум свесна, вели таа, дека имам било друга волја, освен Божјата волја. Значи, тоа е христијанство. Нека биде волјата Твоја, не мојата. Исус тоа вели, чашата е горка, но морам да ја испијам. Не како што сакам јас, туку ти како што сакаш. Тоа е христијанство. А вие треба да врвите по Исус. Значи, кога со губењето на нас самите, кога ќе изгубиме нашата волја, мојата волја во неговата, во Божјата волја, нашата волја се стопи, се претопи во неговата волја. Ние се претопуваме, се облекуваме во Исус, во Бог. И на еден начин се враќаме од сатанска природа во Божјата природа, тоа што сме суштински, од каде што сме излегле, од каде што не создал Тој. Тога е јасно дека нашата волја станува едно со Божјата волја, по складот со молитвата на нашиот Спасител. Како што си ти, татко мој, во мене, јас сум во тебе, и така тие да бидат едно во нас и тие во нас. Јован 17:21. Видете, Мадам Гион ова го најде во книгата, во една брошура од апостол Лоренс Новосел. Мојата молитва на животот, тематска книга, број 33. Видите, тоа се поуки кои зборуваат како се станува христијанин. Волјата во оваа позиција дејствува со леснотија и дејствува со сила, тогаш Бог е в твоето срце, нели, кога твојата и неговата волја се соодветни и ти дејствуваш со сила од озгора. Таа не бара ништо, односно ти тогаш нема да бараш ништо освен она што ти се случува, ќе го прифаќаш како Божја волја. Нема бунт, нема марморење, нема осудување, нема нељубов. Единствено тоа што Бог сака, твојата волја, не јас како што сакам, туку нека биде твојата волја, ќе се случува, бидејќи ништо не се случува и влакната на главата ви се изброи, дури на врапчето не му паѓа ни една пердовче без негова волја, се случува за усовршување. Да бидеш во таа состојба е тоа како веќе да си тргнал кон Божјото царство на небесата, бидејќи неговата волја е Божјата волја, небесно царство, е небот, небесата. И да бидеш в потпуно склад со волјата на нашиот Отец Исус, да бидеш секогаш во право време на право место, те донел сега не ги вика, леле, Господе, кај ме донесе овде, не можам со овие да се, не, одиш таму и действуваш во љубовта. Значи да немаш ништо свое желби, туку тоа што Тој ти го дава да го прифаќаш, зашто Тој знае што е добро за тебе, да се усовршиш во љубов и да се вратиш во Божјото царство. Ниту да жеднеш за некое друго место, за некоја друга состојба. Но ако си бунтовен или неволен, дуоволос, ѓаволос, нели? Тогаш не си воден од него и неговата провидност, неговата духовност и Божјост. Значи, тогаш ти делуваш како Петар. Господе, Петар неколку пати му велеше, што зборува, што имарче бега од мене сатано. Му го отсече уото во Гецеманската градина на Малкус. Го извади мечот, Матеј 26:51, и во тој момент се спушта над нас кој со меч сече, со меч ќе биде убиен. Со други зборови, кога немаме верба во Господ, туку имаме верба од нас самите,
sami te veruješ v sam sebe, тогаш се што правиш, се што е оно што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи, суштината, Исус му рече на Петар, не врати го мечот, нели го исцели слугата. Петар му рече, Петар постојано викаше, нема никогаш да се откажам, ти ли ќе ми миеш нозете. Тоа е еден пример на човек кој со меѓу, како да речеме, се движи меѓу собствената волја и волјата на нашиот Отец. Значи, Господ знае кои луѓе се негови, што е најдобро за нас, и тој ни праќа ситуации да созрееме во љубовта. Петар го извади мечот и му го отсече угото. Знаете, војната не е ваша, туку е Божја. Петар е слика на нашата непослушност. Господ ви дава едно, ти постапуваш на еден начин, невера. И тоа не оттргнува од патот кон Божјото царство, од усовршување во љубовта. Некако што сакам јас, туку нека биде волјата Твоја. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден ме допре, пребиваш во моето срце, те молам да ме усовршиш во љубовта. Те молам за сите овие што ги слушаат овие слова, да им ги отвориш срцата, да имаат широко срце, да те примат, Господе Исусе Христе, по собственото срце, да разберат што значи Твојата волја, што значи да дојдеш на крстот и да го примиш Исус Христос за свој Господ и Спасител, што значи Твојата волја да пребива во нас, што значи да имаш срце што не осудува, што значи да бидеш вистински представник Исусов на земјата. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, и за овој ден, за овој дожд, за Твојата љубов, за Твоите слова, за Твојата милост. И ќе завршам со оној стих, ако некој мисли дека зборувам само од себе, нека провери, зашто не говорам јас само од себе, туку од оној што ме пратил. Јас не ја барам својата слава. Славата е негова, има друг што е бара и кој што ќе суди. Јас ви зборувам за мојот Бог, Исус Христос. Ако го повикаш во твоето срце, ако немаш тесно срце, и потоа почнеш да се усовршуваш во љубовта, ќе разбереш дека единствена причина зашто сме овде на земјата е повторно од сатанската природа спротивставена на Бог, од природа на нељубов, да се вратиме во Божјата преградка, во Божјата љубов. И не воведи во искушение, бидете благословени во мир и љубов. Те молам, татко мој, за мојата земја Македонија, да избереш водачи со отворени срца, да им ги отвориш очите и ушите, да го водат народот, не во проклество, да го водат кон Божјото царство на небесата. Те молам, потребна ни е Твојата сила, и мојот народ, и Твојот народ, и македонците, какви што си не запишал, да останеме во Тебе, да останеме, на Тебе се надеваат татковците мои, и на Тебе да се надеваме. Те сакаме, Господи Исусе Христе, Ти предавам се што имам, мојово тело, мојава душа, мој дух, Твојот дух, мојо семејство. Се молам за моите непријатели, благослови ги, јас немам непријатели. Те молам за македонскава земја, ја предавам во Твоите раце. Живееме ли, умираме ли, Исусови сме, зашто смртта е победена. И еден ден овој живот на земја завршува кратко, брат и пријателе, ќе треба да застанеш пред Бога, а таму ништо не носиш од овој свет, голи доаѓање, голи заминување, само делата на љубовта. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, Ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе.
se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se